Петта задача: напиши програма која внесува 6 броја во низа и креира нова низа со квадрати на броевите, ја пресметува сумата на новата низа и проверува дали сумата е парна или непарна. Имаме сега низа од 6 броја, значи овде не ни треба n, ни требаат 6 броеви, декларираме a од 6, ги читаме елементите до 6. Ни треба нова низа со квадратите од броевите, ова ништо не треба, од ова се ќе избришиме. Нова низа, нека е таа b, ја декларираме овде b. b од 6, мака. Ставаме коментар, нова низа од квадрати на броевите. Имаме циклус for и од 0 до 6. Ќе го префрлам овде долу. Натре имаме b од i еднакво на квадратот на елементот a од i. a од i звездичка a од i. Ќе употребам множење за да пресметам квадрат на бројот. Еве со ова ја направивме низата b. Ни треба сега сума на новата низа. Сума на броевите од новата низа. Значи ни треба променлива s иницијализирана на 0, за да пресметаме сумата. Во циклусот имаме само s плюс еднакво на b од i. Еден по еден ги додаваме елементите на новата низа и уште треба да провериме дали сумата е парна или е непарна. Овде сега да одиме и со печатење веднаш, што ја направиме новата низа, да ја отпечатиме. Печатење на новата низа. Печатиме елементите b од i и едно празно место во продолжение. Овде ја наоѓаме сумата да ја отпечатиме. Ставам прво end line за да оди ова во нов ред и пишувам сумата на елементите на новата низа е. И овде во продолжение го ставам S, end line, имам уште за печатење. Треба да проверам дали е сумата парен или непарен број. Дали сумата е парен или непарен број. If S процент 2 е 0, печатиме сумата е, овде пишува парна или непарна, ајде така нека е и во коментарот. Сумата е парна, else
печатиме. Сумата е непарна. Вака, да тестираме. Точка запирка испуштена. Внесувам 6 елементи. 2, 3, 1, 4, 8, 5. Сега квадратите, еве 4, 9, 1, 16, 6, 4, 25, значи добро е составена низата. Сумата на елементите на новата низа е 119, сумата е непарна. Значи заработи задачата. Ајде уште еден тест пример, да ставиме, еве сите единици да ги ставиме. Еве и квадратите се 1, сумата е 6, сумата е непарна. Ајде уште еднаш да тестираме. Нека се вака 2, 4, 6, 8, 10, 12. Еве ги квадратите на броевите. Пресметана е сумата и вика дека сумата е непарна, ама ова не е точно. Затоа што овде наместо процент имам ставено and. Еве вака. Сега ќе се точно. Последен тест. Овде 2, 4, 6, 8, 10, 12. Еве ги. И вика дека е сумата парна. Ако ставиме непарни броеви, 1, 3, 5, 7, 9. Ајде пак еден, нека е вака. Добро, пак е сумата парна, работи задачата. Ете, тоа беше последната задача од овој тип.